На утрешната 33-та седница на Советот на општина Кочани советниците ќе расправаат по вкупно 32 точки на дневен ред, при што се очекуваат спротивставени дискусии на советниците од позицијата и опозицијата по поедини теми. Во сферата на земјоделието се очекува да биде усвоена информацијата за извршување на жетвата и откуп на оризот и осврт за извршувањето на есенската сеидба на подрачјето на општина Кочани. Советниците пред себе ќе ги имаат предлог финансиските планови на општинските основни и средни училишта, како и на детската градинка Павлина Велјанова и библиотеката Искра во Кочани за 2019 година. Во делот на комуналната инфраструктура, советниците ќе ги разгледаат предлог програмите за одржување на сливни решетки и атмосферски канализации за јавна чистота, за уредување и одржување на градското зеленило, набавка, поставување и одржување на урбана програма, одржување на детски игралишта и одржување на фонтаната Зрно. На дневен ред на седмицата се и предлог програмите за култура и спорт, за поддршка на образованието, за спроведување општи мерки за заштита на населението од заразни болести, за остварување на социјална, детска и здравствена заштита, за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација, за управување со отпад, за контрола на популацијата на бездомни куќиња на територијата на општина Кочани во 2020 година, како и повеќе други програми. Советниците ќе дебатираат и по предлог одлуката за сопствено учество кофинансирање на проектот регулација на делот Кочанска река, по предлог програмата за работа на Советот на општина Кочани за 2020 година. А за крај е оставена расправата по нацрт буџетот на општина Кочани за 2020 година. Седницата со работа треба да започне во 9 часот.